На електричните возила се гледа како на едно од решенијата за проблемот со загадениот воздух и мерките со кои се поттикнува нивното користење. На светско ниво, автомобилите на електричен погон сега се мал дел од пазарот, но во блиска иднина тоа значително ќе се промени, тврдат светските аналитичари. И според нив, до 2040 година околу 57% од новопродадените автомобили ќе бидат со електричен погон. Намалувањето на цените на електрични возила, очекуваните пониски трошоци за одржување и напредокот на технологијата, само ќе го забрзаат тој процес. Тие анализираат дека во следните 2 децении продажбата на електрични возила од ланските 2 милиона до 2040 година ќе се зголеми на 56 милиони. Во исто време, продажбата на конвенционални возила ќе се намали од ланските 85 на околу 42 милиона возила годишно. Кај нас во ноември минатата година беше најавено дека од оваа година ќе се доделуваат субвенции за електрични и хибридни возила, но се уште е во собраниска процедура. Со предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за возила се предвидуваат програми за субвенционирање на дел од трошоците за купување на возила на електричен погон, за вградување плински уреди или друг вид на алтернативно гориво и за купување ново возило со одјавување на старото возило. Зголемувањето на бројот на електрични возила на улиците неопходно е да биде проследен со зголемување на бројот на станици за полнење на ваквите возила. Најголем хендикеп на електрични возила е малиот радиус на движење, а единствен начин за надминување на овој проблем е добро распространета и достапна мрежа на станици за брзо полнење на возилата низ државата. Евана во соработка со општините веќе започна иницијатива Електромобилност со Евана, со цел развој на инфраструктура за полнење неопходна за поголемо користење на електричните возила во секојдневниот живот. Полначи за електрични возила веќе неколку години има на двете катни гаражи Тодор Александров и Македонска фаланга, пред бараките на градот Скопје, како и на паркингот пред зоолошката градина. Од Евана информира дека се поставени над 40 станици за полнење електрични возила на централни јавни локации во 17 града во Македонија. Заинтересираните сопственици на електрични возила, за да ги користат полначите, најпрво треба да се пријават за електронска картичка, додека користењето на електричните полначи во период од 1 година е бесплатно за сите корисници.